Здраво, ракови! Добро дојдовте во вашите тарот пораки за месец ноември. И не должиме воопшто, директно преминуваме на пораките, кратки се ова видеа, да имаме време да опфатиме се. Сега, она што ве чека вас во ноември е можеби некоја состојба или ситуација када вие нешто делите некаде. Најчесто што не асоцира тоа, не асоцира на поделба на имот, може се дели некаков имот, вие и вашите сестри, браќа или со некој друг, не знам, нешто делите. И во таа делба и поделба вие се чувствувате непривилегирани. Вие мислите дека вам не ви се дава онолку колку што заслужувате, или пак мислите дека не ви се дава онолку колку што им се дава на другите. Ова многу ве мачи, ова работа ве окупира апсолутно, целосно. Во текот на месец ноември ќе биде главна тема за многу од вас, верувам. И сега, ако не е она буквална класична поделба на имот и нешто слично, тоаш ова чувство на неправда и чувство на непривилегираност вие можеби го имате кон нешто друго, како например кон животот, кон судбината. Вие мислите дека кон вас животот е неправеден. Што и да правите, колку и да се трудите, колку и да сте честни, поштени, добронамерни, вам секогаш ви е скратено нешто, вам секогаш не ви е дадено нешто што многу лесно го добиваат лошите, неправедните, нечестните луѓе. И ова чувство ќе ви задава потешкоти во месец ноември. Јас гледам многу непроспиени ноќи, многу грижи, многу тага, болка. Буквално многу сте повредени за оваа работа. Се надевам не е нешто толку страшно за вие да се чувствувате и вака, како оваа карта. Апсолутно. Значи, срцето ви е повредено. Толку сте разочарани на темава. И тоа е така, тоа е нешто што не може да смените, нешто што не може да промените. Она што може да направите е да не се грижите толку. На крајот на краиштата, живот, се може, се ќе видиме, се ќе доживееме, но и се е минливо. На крајот, кога ќе поминат потешкотите, сваќаме дека и не морало толку да вложуваме негативни емоции, тага, болка, но тоа е што е. Затоа на време пробајте барем да не бидете толку тажни, разочарани и повредени. Сега, ракови, тоа беше единствено негативно овој месец за вас, што го гледам, затоа што сите други пораки се супер позитивни, убави. И да почнеме еве од втората. Тука јас гледам дека вие многу се вложувате за да успеете финансиски. Сега не е за сите вистина финансиски, но за повеќето гледам дека е финансиски. Финансиите ви се некако периодов на прво место, многу ви е важно. Се жртвувате дури, правите се што можете, до максимум се истоштувате само финансиски да останете стабилни или пак да добиете повеќе и повеќе. Сето ова го правите не за вас самите, апсолутно не. Ова е жртва за вашите дома, за семејството, за децата, за партнерот. Сето ова го правите за нив, го правите несебично, се давате максимално фул и ќе успеете, ќе успеете. Вас ве гледам успешни финансиски, за сите ве кои ви значи ова, во врска со финансите, ве гледам успешни и задоволни. Меѓутоа, внимавајте пак и колку се давате, затоа што некогаш и телото, и духот, и умот трпат се. Затоа, барем внимавајте на здравјето, физичко, ментално, било какво. За некој од вас да кажа финансите, за некој од вас пак
не мора да значи дека се финансите, едноставно правите надчовечки напори за да остварите некакви си цели. Сите можни опции, сите можни перспективи, се ви е обработено, се ви е опфатено и сите овие надчовечки напори кои ги вложувате во ноември ќе вложат со плод. Ви гледам срикни, успешни, со семејствата, со блиските, со партнерот, со децата. Ова е семејна хармонија и среќа. Ако тоа ви беше целта, ќе ја постигнете секако, а и во секој случај, ако ви се и парите цел, ќе ги постигнете. И гледам дека го правите и тоа со задоволство, без разлика колку е тешко, вие сепак го правите со задоволство, така да продолжите да го правите дека можете и ве исполнува. И сега следната порака за вас е најверојатно љубовна, затоа што овде се што гледаме поврзано со љубов, или пак е поврзано со партнер, или е поврзано со се она што го правите со љубов, може би е поврзано со некој лав, овен, може би па вие сте во подзнак еден од тие огнените знаци и ова може да го толкувате сега и на обратен начин, затоа ќе да ги опфатиме, ајде да видиме можностите. А тоа е дека вие во ноември со партнерот, доколку имате партнер, а доколку верувам дека веќе имате, дека ова е веќе нешто случајно, ова не е ново, вие со партнерот, брачен, било каков и во брак, ова може да биде. Вие се чувствувате исполнето максимално со оваа личност. Вас се што ви треба добивате од оваа личност. Или пак обратно ќе кажам, или пак се што треба да дадете, вие давате во врската и за оваа личност. Се давате максимално, правите се што можете, дури би направиле и магија, ако треба да биде и магија, ќе направите само оваа личност, овој човек да се чувствува така како што треба да се чувствува. Ова е на врска судбинска. Овде вака не може никакви надворешни влијанија да влијаат или нешто се случило заради друг или трети или не знам што. Ова е судбина. Вие сте заедно и тоа е судбина. И затоа може би и толку многу вие се давате. Знаете дека овој човек вам во вас буди нешто што никогаш никој не би можел да разбуди. Овој човек вас ве оживува, оваа личност ве оживува, ве држи во живот, буквално. Или пак обратно, повторно ќе кажам, може би вие оваа личност ја држите во живот. Знаете со што, со ништо посебно, со вашата љубов, апсолутно само со љубовта. Да, не значи тоа дека ништо не правите, вие кажам, вие би симнале звезда од небото, вие би поместиле планини за оваа личност и таа енергија во ноември, каде што вие ќе покажете дека може да направите се и невозможното ќе го направите за оваа личност, за таа да се чувствува како што треба. Или пак некој од вас раковите ќе го доживеете ова. Ќе видите дека некој човек, односно партнерот, не ова ново, пак ќе кажам, односно партнерот ќе поместува планини за вас овој месец, ќе дава љубов и колку што не треба, ќе ве обсипува со внимание, ќе се чувствувате исполнети максимално, ќе ве држи во живот, и така ќе се изразам. А следната сега порака пак за вас е во една слична ситуација, да речеме брачна, љубовна, каде што вие ќе направите се што можете да го задржите нивото, некое ниво е. Сега дали зборуваме за финанси или за нешто сосема друго од животот, тоа вие знаете, меѓутоа вие ќе направите се што треба да го задржите тоа ниво. Сега,
Јас мислам дека правите не само се што треба, туку ќе правите некои работи што не треба, затоа што вие овде сте станале многу себични, сте станале неразумни дури и тврдоглави дури, обидувајќи се да го задржите тоа ниво или да останете на некое ниво со партнерот во бракот, дома, на работа, како и да е. Значи, обидувајќи се, вие сте станале тврдоглави и неразумни. Јас верувам, јас се надевам прво, дека нема ова да донесе никакви последици и не може ова да донесе ваше однесување, неразумно однесување последици. Единствено што може да донесе во очите на другите луѓе малку да изгледате неубаво заради таквото однесување, меѓутоа на крајот на краиштата вие ќе си ја постигнете својата цел. Никого не повредувате во сето ова, едноставно сакате да си ја постигнете својата цел. Решени сте по секоја цена да се зачувате, може би она што е ваше, не знам, или пак да задржите она што досега сте успеале да го имате, па сега да го зачувате тоа за да може да продолжите понатаму. Причината за вашето однесување вакво е многу добра, многу позитивна, таа убава, доаѓа од едно убаво место кај вас, од вашето срце, доаѓа од љубов, од потреба нешто да зачувате, да задржите, да успеете и заради тоа нема никаква штета овде за никој. Така да како ќе изгледате, сега не знам, ако не ви значи, окей, продолжете така, ако ви значи како ќе изгледате пред другите луѓе, внимавајте малку на постапките, на тврдоглавоста, на себичноста. И сега, ова може да се толкува и на еден друг начин, начин во кој вие може би да се вложувате максимално за децата, партнерот или било кој во вашиот живот каде се давате, но сега никако нештата малца ќе почнат да се менуваат, па вие ќе станете многу поскржави. Поскржави е сега за некој за пари ќе биде, за некој за време, за некои за емоции, можеби малце ќе закочите со давање толку многу внимание и љубов или пак давање толку многу пари. Не знам, сте станале од некоја причина тврдо скржави овој месец. Па е тоа околу таа порака и последната порака за вас што ја имам овде е тоа дека вие во ноември почнувате нешто ново. Започнувате нешто, дефинитивно ова се почетоци, нови почетоци и сега што може да биде? Милион нешта може да бидат, за сите различно. За некои од вас заминувате на некакво патување. Одите некаде, меѓутоа одите сами и гледам дека се подготвувате со партнерот. Да, ова мислам дека може само е љубовен партнер или со брачен партнер. Вие се испраќате, се подготвувате за ова ново патување. Нема овде никаква тага или нешто неубава емоција, ова е сосема убаво, затоа што се најверојатно многу убави почетоци. Се свртиле некои работи во ваша полза. Тоа вие знаете кои работи би можело да се свртат во ваша полза, нешто што било закочено, никако не можело да се придвижи. Некоја ситуација едноставно од нигде и никаде во ноември ќе се придвижи. И нештата ќе се свртат во ваша полза, па благодарение на тоа ви ќе треба да преземате сега некакви чекори. Некој од вас ќе одите на некакво патување, некој од вас ќе започнете нешто ново, некаква работа, некаков проект, некој од вас можеби градите дом, куќа, буквално го градите, дури може и физички вие сте вклучени во процесов, градите нешто. За некој ќе стапите во брак, тоа се тие нови почетоци, што друго би можело да биде нов почеток. Нов почеток, сами не мора да ете да биде со некој и за некој. Ете, вие самите влегувате во некоја нова етапа од вашиот живот.
нова функција имате во животот и активно сте вклучени во сето ова и дури и уживате. Воопшто не ве плаши тоа што е нешто ново, непознато, апсолутно не ве плаши, сигурни сте во себе, сигурни сте во иднината која ве чека. И баш и поради тоа што сте вие вака среќни и сигурни, баш и поради тоа и ќе биде успешно сето ова што сега го започнувате. Се на се убав месец, убави пораки за вас, ракови, јас се надевам уживавте и до следната видео. Чао, чао!